Британската полиција соопшти дека најмалку 19 луѓе биле убиени, а околу 50 други ранети во експлозија пред арената во Манчестер. Сведоци изјавија дека слушнале голема експлозија околу 21 часот и 45 минути по локално време, во моментот кога луѓето излегувале од Манчестер арената, каде што американската поп пеачка Аријана Гранде имала концерт. Една од сведоците за Reuters изјави дека по експлозијата сите почнале да бегаат и оти настанала хаотична ситуација. We were walking out of the concert towards the doors and we went to the wrong doors originally and I said to my sister, these are the wrong doors, we need to go to a different set. So we started walking down to the other set and that's when we heard an explosion. So I was like, we need to run. So we started running, we ran straight out the doors all the way down to the hotel and all I could hear was screaming, people crying, everyone was just running everywhere, it was completely madness. Полицијата во Манчестер, потврдувајќи дека во експлозијата имало загинати и ранети, соопшти. Во моментов ова се третира како терористички инцидент, се додека не се потврди спротивното. Новинската агенција Reuters јавува дека двајца американски официјални представници рекле дека првичните сигнали упатуваат на бомбаш самоубиец. Ова информација не е потврдена од британските власти. Доколку се потврди дека станува збор за тероризам, тоа ќе биде најсмртоносниот напад во Британија од јули 2005 година, кога четворица британски муслимани убија 50 луѓе во самоубиствени напади во метрото и во јавниот транспорт во Лондон. Аријана Гранде на Твитер изрази жалење за инцидентот. Манчестер арената, која е отворена во 1995 година, е најголема затворена сала во Европа со капацитет од над 20.000 луѓе. Британија се наоѓа на второто ниво на тревога, што значи дека се можни вакви терористички напади. Исто така, Британија се наоѓа во кампања пред парламентарните избори закажани за 8 јуни. Извори блиски до кабинетот на премиерката Тереза Меј најавија дека таа би можело да ги прекине изборните активности, но не прецизира на колку време.